Почитувани, откако граѓаните беа сведоци на отворање на тунел, со играње на ора и жива музика, еве, сега имаме втор дел, организирање на свечаност за пристигнување на образци за пасоши. Верували или не, дополнителниот заменик министер Митко Бојмајцалиев завчера на граничниот премин Богородица ги пречека образците за пасоши свечано, со салутирање кон образците, а фалеше уште и огномет за сликата да биде целосна. Народот со право се чуди деновиве на глупостите на власта, кои сигурно во овие преостанати неколку месеци нема да им бидат ни последни. Место пратениците на СДС и ДУИ да соберат сили и да им изразат во пресрет на граѓаните, да им помогнат со гласањето во собранието за продолжување на рокот на пасошите, тие се одлучија за една гениална идеја – свечено да ги примат образците на граничниот премин Богородица, со сите почести. Во исто време, граѓаните чекаат решение кое може да се примени веднаш во собранието, со кое ќе се ослободат 600.000 луѓе од отворен затвор. Делеа пасоши свесно 2,5 години, иако знаеа дека важноста ќе им помине пред истекот на датумот впишан на самите исправи. Народот доста трпеше и доста беше омаловажуван од власта. Сега е време да им се помогне на граѓаните. Потребни се само 15 честни пратеници од власта, кои ќе му помогнат на својот народ и ќе ги спасат од оваа неправда, заедно со нас, пратениците од ВМРО ДПМН, да го изгласаат законот за продолжување на важноста на пасошите. Воспротивно, тие сите треба да се откажат од своите дипломатски пасоши, со кои патуваат непречено, кога и каде да посакаат. Никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме. Ви благодарам, доколку имате прашања, поведете. Уште едно прашање. Од ДУИ излегуваат собарање председателот на државата да се бира во собрание. Како би ставот на ВМРО? Очекувано од ДУИ во недостаток на реални аргументи, реални проекти, она што се суштински проблеми на граѓаните кои што како власт во изминативе 20 години не успеале да ги решат, да излагаат со овакви национално-романтички барања. Она што е наш став е дека ВМРО ДПМН подуцени, ниту разговара, ниту преговара, а најмалку пак прифаќа уцени. Ние само ќе ги повикаме граѓаните да го следат ова однесување на ДУИ и да биде тоа дополнителен мотив за сите граѓани на наредните избори да докажат дека оваа држава не е заложник на една политичка партија и дека ДУИ, како што се однесува изминативе 20 години, очигледно продолжува да се однесува и наредните години. Затоа време е конечно еднаш ДУИ да отиде во опозиција. И тоа ќе биде со помош на сите граѓани во Република Македонија. До нашиот пресцентар пристигна прашање од телевизија 24 кое гласи: доведен ли е цензусот за претседател во прашање со условите на албанскиот блок и евентуален повик за бојкот? Ние веруваме дека ваквото однесување на ДУИ дополнително ќе ги мотивира сите граѓани да кажат доста е на наредните избори и дека оваа држава не е заложник на ДУИ, како ДУИ се однесува претходните 20 години кон државата.